Со доктор Бојан Трајковски во продолжение разговараме за една навистина актуелна тема, речиси секој вторави и со колегиве секојдневно. Знаеме да се пожалиме едни на други. Утринава се разбудив со главоболка, главоболката не поминува и по неколку дена. Се чини дека главоболката и на она мигрена која што можеби си ја имате и си ја носите со години, се чини дека зимата најлошо влијае на таквата состојба. Сега се консултираме со доктор Бојан Трајковски, тој инакуматичен лекар, се консултираме како да се справиме со истата, а при тоа, добро утро докторе, да не си го труеме организмот. Што е мигрената? Што е главоболката? Може ли да разграничиме дали е тоа еден термин или се тоа два термина? Генерално главоболката, односно промената која што ја наведувате или болките кои што ги чувствуваме во главата, е состојба која што во принцип најчесто се случува кај она адолесцентна популација, иако нема правила, имаме и ситуација каде што се јавува и кај децата. Мигренозната болка или мигренозната главоболка е состојба која што е дел од типовите на главоболки, односно постојат повеќе типови на главоболки, генерално ги делиме на примарни и на секундарни. Мигренозната главоболка која што ја напоменавте, која што е општо позната, во принцип влага во групата на мигренозни, односно примарни главоболки и е една од најчестите предизвикувачи на тие тегоби кои што ги опишуваат пациентите. Скоро 70% од мигренозните главоболки се случуваат кај жените. Сега зошто и како таа етиологија и недоволно позната. Има нека поврзаност? Генерално сте побрзи во принцип по природа и понервозни би рекол, меѓутоа не е таа точна етиологија. Докторе, дистанцата дали е доволна? Дистанцата е сосема, да, сепак етиологијата целосно и не е позната за мигренозната главоболка. Во принцип се смета дека хормоналниот дисбаланс кој што се случува особено кај жените е еден од поглавните предизвикувачи на таа состојба, со тоа што мигренозната главоболка може да биде од лесна, средна и особено тешка состојба, конкретно ако збориме за мигренозната промена. Карактеристична е со поставеност на главоболката, односно на болката во главата, која што е на едната страна од главата, лево или десно, најчесто десно поставена, со тоа што генерално се изразува со болки кои што пациентите ги објаснуваат како целосно печење и целосно неможно за функционирање на таа страна, па дури и слушните и светлите дразби, односно светлосните дразби, предизвикуваат и тоа како интензивирање на болката, па генерално се препорачува кај таквиот тип на пациенти легнување во темни простори, во тивки простори и можност нели за отспивање. Карактеристично за истата болка е што генерално знае да трае од неколку часа, најчесто до 3 до 4 дена во континуитет. Па многу често гледаме и пациентки, нагласувам пациентки затоа што многу често и се подудара веднаш после менструалниот циклус, за време на менструалниот циклус, иако и менструалната главоболка влегува во еден посебен подтип на секундарни главоболки. Не знам баш дали може да се поврзе како... Иако има едно после друга состојба каде што се јавува таква ситуација и генерално таквиот тип на болки, особено или мигренозните, е препорачливо да се третираат медикаментозно, нестероидни антиинфламатори кај одредени пациенти и пациентки пред се. Гледаме дури и употреба на одреден тип на ампуларна терапија, односно интравенско третирање, кое што трае 3 до 4 дена во континуитет додека се случува главоболката. Интересниот момент за мигренозната главоболка е што многу често е пропратена и со повраќање, нагони на повраќање, гадење, омалаксаност, вкачањето на врат, промени кои што и тоа како знаат да го оттежнат тоа функционирање од неколку дена кога е активна таа главоболка. Докторе, многу експлоатиран е терминот мигрена. Многу често обичниот човек, велам обичниот, а не стручниот човек си дозволува да каже да, таа главоболка е предизвикана од мигрена. Како да се сега вие наведовте повеќе моменти, меѓутоа како постои ли момент кога точно може да знаеме дека тоа е тоа? И сега под прашање тука затоа што внимателно ве слушав, велите на едната страна, на другата страна од главата. Кои се тие точки по кои што вие диагностицирате дека во суштина се работи за главоболка, мигрена, а не за нешто друго?
Па во принцип мигренозната главоболка, ако ја водиме како мигренозна главоболка, вие рековте по што би направиле разлика. Постојат повеќе типови или подтипови на главоболка. Главната поделеност е на примарна и секундарна. Во примарната влегуваат кластер главоболки, влегува мигренозната главоболка, влегува тензионата главоболка и главоболка предизвикана од екстремен физички напор, додека во секундарните влегуваат различни типови на главоболки од медикаменти предизвикани, од стресна состојба предизвикани и секако тука ни се оние главоболки предизвикани од физички напор, односно од физички повреди. Генерално ме прашавте како да ја направиме разликата. Разликата во принцип се прави од опишувањето, односно од анамнестичкиот податок кој што го дава пациентот. Генерално објаснуваат како што ви нагласив главоболка која што е лоцирана лево или десно поставена, каде се точките. Најчесто главоболката се објаснува со болки кои што се во предел на слепоочницата, односно темпоралниот дел, и секако дел кој што го опфаќа и очниот канал, односно очната орбита, па самите пациенти заради тоа и реагираат на третирањето, односно реагираат на таа светлосна дразба и звучна дразба, додека сите останати типови на главоболка генерално се диагностицираат, пак ќе кажам, согласно на што го кажува пациентот, односно самите симптоми. Да, апсолутно постојат и различни типови на диагностика. Тука влегува невролошкото исследување, односно исследувањето на невролошките знаци. Тоа е првата работа. Второто ЕЕГ испитување кое што генерално се прави на неврологија, доколку гледаме сериозност во ситуацијата, особено заради тоа што мигренозната главоболка и тоа како знае во првите моменти на појавување кај пациентки и пациентите кои што не се случила претходно, да даде дури и помешани симптоматологии, па пациентите да мислат дека збориме и за мозочни исследувања, односно мозочни удари, па како резултат на тоа се препорачува и дополнително диагностицирање преку магнетна резонанца, компјутерска томографија и слично. Меѓутоа, во принцип, за жал, целосната етиологија на причинување и зошто се случува мигренозната промена не може да ја откриеме. Се претпоставува дека и како и за многу голем дел од болестите, така и за оваа наследниот фактори тоа како има влијание, но како што нагласив и хормонските дисбаланси предизвикуваат така. Дали може, докторе, да се претвори во хронична и колку е сериозна оваа состојба? Па во принцип мигренозната главоболка најчесто е хронична тегоба која што ја гледаме. Бидејќи споменавте дека и пациенти кои што доаѓаат за прв пат се жалат на такви болки. Значи, во принцип таа се појавува најчесто еднаш, нели, како почетна и како првична за диагностика и генерално кај најголем процент од тие пациенти, често сте слушнали имам мигрена, кај тие пациенти пројдува во хронична состојба, апсолутно променена животен стил, начин на функционирање, намалување на стрес, начин на исхрана, соодветен сон, и ред други параметри, доколку се променат, веројатно и тој хроницитет, колку малку од малку ќе успееме да го намалиме и честотата на појавување на болести, тоа како ќе, односно не е болест, би рекол состојба, ќе намалиме и знатно подобриме. Добро, како зимата, како студот, како ова промена на временските услови, како влијае дополнително? Кои се советите до граѓаните? Кога зборувавме, се подготвувавме за разговорот, во еден момент си споменавме дека не треба да се трујат со медикаменти граѓаните, така се трујат под наводници затоа што вие велите го оштетуваат организмот. Па не си под наводници, реално тоа е фактичката состојба на Македонија. Генерално често објавувано е за кутии диазепам на дневна основа се препишуваат од 15 до 16.000 кутии диазепам, што е фрапантен податок. А вие секојдневно сте во комуникација со пациентите? Па секој ден, стотина пациенти дневно, просек ми поминуваат генерално било каде во функционирањето. Се претирува со се. Знаете, имаме еден многу голем, барем јас имам голем проблем со пациентите. Прва и основна работа, делувам на начин на кој што сметам дека строго треба да функционирам со тој дел, иако не секогаш пациентите го следат советот, заради тоа што сметаат дека се убедени во она што го прават самите. И генерално достапноста на информациите на, ајде да речам, интернет достапноста, и тоа како дозволува да пациентите прават промени во делот на терапијата, си додаваат терапија, си да одземаат терапија, особено со антибиотиците е доста чест таа злоупотреба. Па еве и соопштењата за болка. Кој е советот? Видете,
во Америка има сериозно голема диагностика поставена на тема на зависност од painkillers, односно апчиња за главоболка, апчиња за болка. И доста сериозна зависност. Таму и постојат различни типови на клиники за одвикнување. Кај нас советот во принцип, јас би рекол дека е да пробаат алтернативно, односно да пробаат првично, како што нагласи, со промена на животниот стил, доколку станува збор за чести болки. Вежбање е најсоодветниот начин, пливање е на вистина добро, бидејќи сепак најголем процент од главоболките покрај мигренозната и се промените кои што ги нагласивте вие пред почетокот на емисијата од вратот. Спондилотичните промени се многу чести промени во Македонија со оглед на прекумерната употреба и на телефони, бидејќи сепак еден од главните етиолошки фактори за жал за промена на вратната кичма е телефонот. Со самото тоа симптоматологиите се чести главоболки, затоа промена на животен стил, функционирање секојдневно, нормално работење, односно што е можно повеќе физичка активност, тоа подразбира различна физичка активност за секого и доколку е во крајна нужда, апсолутно потреба на медикамент, меѓутоа без претходно да не се консултираат со лекар, да не го прават тоа на своја рака. Нека остане вака да го завршиме разговорот. Да се консултираат со докторите, со лекарите, се разбира секогаш кога е во прашање болка, особено болка во глава. Благодарам. На многу теми сме во контакт. Остануваме понатаму и така и се гледаме во следната. Ви благодарам. Благодарам, докторе.